Кој е виновникот за ово однесување? Според мене тоа се родителите. Помисла дека може да постои свет без булинг е само утопија. Едно од решенијата е токму комуникацијата. При тоа сум дел од клубот за ненасилство во нашето училиште и врснички медијатор. Последните анкети покажуваат дека од 150 анкетирани средношколци секој трет бил жртва на булинг. Повеќе од 2/3 од нив биле сведоци на врсничко насилство. Вербалното дебела, тегла идиот лесно станува физичко малтретирање, а последиците често се трајна траума. Булингот во нашата земја помеѓу малолетниците е многу почест отколку што ние можеме да си замислиме. Конкретно јас сум била многу пати сведок на такви неубави настани каде што деца ги малтретираат своите врсници или помали од нив. Бидејќи не постојат конкретни статистики за булингот во Македонија, јас во моето истражување користев информации за САД. Според сајтот pacer.org, 1 во 5 ученици пријавуваат булинг во училиштата. Тоа се 20,2%. Потоа, најголем дел од физичкото малтретирање пријавено е од страна на машки ученици, односно со 6:4%, а вербалниот булинг е немногу пријавуван од женски со 7:4%. Потоа, исто така, машките се општо поверојатни да имаат некој вид на булинг во нивниот живот. Сега, овие статистики не се целосно точни. Овде не се вбројува сајбербулингот. Исто така, во овие податоци се вбројани инстанци на недружење, односно невклучување на индивидуата во групни активности или во собири, што според мене воопшто не е булинг, секој има право да избере со кој ќе се дружи. И на крај, голем број од инстанците на булинг воопшто не се пријавуваат, а некои пак се пријавуваат, но воопшто не се булинг, туку се една специфична ситуација на навреда или кавга. Јас во животот мој имам забележано булинг, имам осетени на моја кожа и мислам дека секој некогаш во животот ќе осети, бидејќи булингот од секогаш постоел и секогаш ќе постои, не може целосно да се искорени, може само да се намали. Иако во последно време не сум била сведок или жртва на булинг, свесна сум за многу такви ситуации кои што се случуваат во живо, а најчесто на социјалните мрежи. Јас сум Кристијан Поповски, средношколец во 4-та година Никола Карев од Скопје и при тоа сум дел од клубот за ненасилство во нашето училиште и врснички медијатор, лице кое посредува во конфликтна ситуација помеѓу две или засегнати лица, две или повеќе лица и се труди да им помогне да дојдат до некакво решение. По поглед на застапеноста на насилството би кажал дека е доста присутно и секојдневно нешто. Се случува особено често во последно време на социјалните медиуми или по групите помеѓу учениците. Меѓутоа, некогаш не само што е видливо изразено, туку е невидливо, односно се случува, ние не можеме да го препознаеме. И тоа е уште пострашно затоа што тоа постепено се случува, а никој не му обрнува внимание затоа што мислиме дека можеби е шала, шега или не е толку страшно. Не можам да кажам дека има една главна причина која што би можеле да ја сметаме дека е причина за насилство. Тука се повеќе причини, бидејќи сум видела најразлични ситуации каде што деца малтретираат други деца или своји врсници поради безброј причини. Кој е виновникот за ово однесување? Според мене тоа се родителите. Бидејќи ако родителот не му каже на своето дете дека не е во ред да извршува насилство врз други деца, тоа дете нема да се смени ни самото себе, а нема ни да помогне и да укаже на други деца дека тоа не е во ред, дека не е во ред да малтретираш некој поради нешто што ти сметаш дека не е во ред. Постојат многу причини за булингот, како моќта, популарноста, одмаздата, да се справат со некои своји домашни проблеми, задоволството, булинг ради предрасуди и притисокот од врсниците. Но на прашањето кој
причинител на ова. Да, може да се каже само човекот кој што го врши булингот, но ниеден човек не се раѓа лош, туку станува лош со текот на времето и на тоа се влијае домот, воспитанието, кругот на пријатели, општеството само во кое што растела индивидуата и поради тоа е многу тешко да се каже што е самата причина за булингот. Најпрво сметам дека булингот потекнува токму од домашната атмосфера или пак општеството во кое што се развива човекот како индивидуа. А понатаму се основа врз љубомора, омраза, можеби разликите како што е полот, сексуалната ориентација и дефинитивно финансискиот, социјалниот статус на едно семејство. Во поглед на зошто тоа се случува, секогаш има различни фактори кои влијаат, меѓутоа е важно дека никој не се раѓа насилен или никој нема предиспозиции да се однесува на одреден начин, туку едноставно општеството, нашето обкружување не прават такви какви што сме. Сметам дека одговорноста во целата состојба и во нашата заедница зашто се случува повеќе или помалку насилство е дека дека луѓето околу нас не изградиле такви какви што сме. Сега тука ни влијаат родителите дома, друштвото, училиштето, обкружувањето каде излегуваме, со кого излегуваме, луѓето кои гледаме на телевизија, кои представуваат некаков пример за нас и многу други луѓе на кои се огледуваме и така натаму. Решението за овој проблем сметам дека треба да дојде од родителите, бидејќи како што кажав, родителите треба да му укажат на своето дете зашто тоа не е во ред и зашто не треба да го прави тоа. Ако родителот не го направи тоа, детето ќе си има земено за сила дека тоа е во ред, дека така треба да постапува, гледајќи ги повозрасните, што од друга страна и тоа не е во ред тие што го прават. Значи булингот може само да се намали, не е возможно да се спречи комплетно. Помисла дека може да постои свет без булинг е само утопија и 99% од луѓето да се образуваат на оваа тема и да одлучат да не булинуваат, сепак ќе има 1% кој што ќе булинува. Значи треба да се преземат повеќе чекори за да се намали булингот. Прво мора да се даде конкретна дефиниција за булинг, бидејќи не секоја навреда и не секој инцидент е булинг. Потоа треба сите училишта да одржуваат предавања со кои што ќе се зголеми свеста околу ова прашање и докажано е дека училишните организации за превенција на булинг го намалиле за околу 25%. Исто така треба да се воведат и казни нормално за булинг и што е најважно од се да се пријавува. Многу мал дел од луѓето кои што се булинувани пријавуваат, а уште помал дел од тие кои што забележале булинг пријавуваат и поради тоа треба да се поттигне самото пријавување. Едно од решенијата е токму комуникацијата и меѓусебната соработка меѓу младите и луѓето, затоа што тоа е единствениот начин да се прифатиме меѓу себе и нашите разлики, како што спомнав претходно. Одговорноста е заедничка и доколку сакаме да го надминеме насилството, треба да работиме заедно, треба да најдеме механизми како на општеството да се научи што е добро, што е лошо однесување и зошто е тоа така. Зошто не е во ред да повредиш некој или зошто не е во ред да го навредиш со некаков збор. Сметам дека важно е да почнеме да работиме повеќе на толеранцијата кај учениците или кај малолетниците. Важно е асертивното однесување. Еве лично од мој пример, јас прво кога ќе се најдам во ситуација каде што не ми се допаѓа односот со другата личност, пробувам да ги разгледам неговите потреби, зошто тој би се однесувал на начинот кој се однесува, потоа моите потреби, што ми треба навистина мене и заедно да видиме како можеме да соработуваме, односно да бидеме на некој ниво каде што нема да има недоразбирање и конфликти. Тоа е еден метод кој може да се користи и кој е пожелно секогаш да се трудиме да го практикуваме. Меѓутоа е важно во училиштето, во самата основа на нашиот карактер, да речам, и образование, да бидеме научени, односно да учиме што е тоа добро однесување, манири, начини, бон тон, вредности, лични вредности, некои работи кои треба да ги имаме за да можеме добро да се вклопиме во општеството без при тоа да представуваме некаков проблем. Важно е
сметам дека е многу важно да работиме. Еве, постепено почнува да се отварат и различни клубови кои промовираат ненасилство. Меѓутоа и секој на индивидуално ниво да проба што е можно повеќе да ги смири топките помеѓу луѓето што имаат несогласувања, за да целото насилство во глобала се намали. За најголемиот број случаи на булинг немало никаква причина, но има многу причини да го спречиме. Можеме ли?